Од четврт тематски тест за 9 деление, од тестовите 5, 6 и 7 ќе разгледаме прашањето број 8. Сите овие прашања, 3 прашања носат 5 поени. Тест 5. Мрежата на цилиндарот е составена од што е составена мрежата на цилиндарот? Од еден правоаголник и 2 складни кругови. Тест 6. Плоштината на осниот пресек на рамностран цилиндар е 36 см квадрат. Колку е радиусот R на цилиндарот? Еве ни еден рамностран триаголник. Осниот пресек е пресекот што се добива кога цилиндарот ќе се пресечи со рамнина која минува низ оската на цилиндарот. Тоа во исто време е и висината. Што представува тој? Тој представува рамностран цилиндар, представува квадрат. Еве овде код. И висината има 2 радиуси. Q еднакво на, видејќи тоа е квадрат, плоштина на квадрат еднаква на квадратот на страната. 2R на квадрат. Тоа ќе се уреди. Q еднакво на се квадрира, се добива 4R на квадрат. R на квадрат е Q врз 4, а само R е корен од тоа. 36 врз 4 е 9. Корен од 9 е 3. Значи радиусот во овој случај е 3. Седми тест. Плоштината на осниот пресек на еден рамностран цилиндар е Q. Колку е бочната плоштина M на тој цилиндар? Плоштина на осен пресек на рамностран цилиндар, овде работевме, Q беше еднакво на 4R на квадрат. А од тука R на квадрат, ти го бараме, ќе ни види Q врз 4. M еднакво. Плоштина на обвивката, бидејќи обвивката од мрежата видовме е правоаголник. Со една страна периметарот на овој круг, а тоа е периметар на круг 2π по R, и другата страна, другата димензија е висината, кај е рамностранниот цилиндар H еднакво на 2R. Па за M ќе имам 2πR по 2R. Да погледнеме тоа. Да. Го редуваме тоа. M еднакво на 2 по 2, 4. Π го препишувам R по R е R на квадрат. M еднакво на 4π, а R на квадрат ни беше еднакво на Q врз 4. Значи, на местото од R на квадрат овде, ќе замениме ова Q врз 4. После кратењето на четворките, ни останува M еднакво на π по Q или Q по P, по π. Се еднак што ќе запишеме одговор, го запишуваме, добиваме 5 поени. Ги разгледавме сите 8 прашања од тестовите 5, 6 и 7. Благодарам на вашето внимание.